Во годишниот извештај за состојбата со човековите права во светот, објавен денеска, Amnesty International оценува дека во Македонија имало се поголемо ограничување на слободата на изразување. Во извештајот Amnesty потсетува дека во април лани специјалниот известувач на Обединетите нации го критикувал влошувањето на слободата на изразување, плурализмот и независноста на медиумите во Македонија. При тоа се прецизира дека владата потрошила 1% од нејзиниот буџет за огласување во ионака фаворизираните провладини медиуми. Меѓународните организации јавиле и за тоа дека покривањето на изборите било во полза на владачката партија. За време на нередите во мај во Скопје, полицијата запленила опрема на 3 медиуми и ги избришала нивните снимки. Политичарите продолжиле да поднесуваат тужби за клевета против новинарите, а наведен е и случајот со новинарот Томислав Кежаровски, кој бил пуштен на домашен притвор по протестите од меѓународни организации. Исто така се наведува дека властите вршат прекумерно влијание врз полицијата и суството. Во извештајот се додава дека односите меѓу македонците и албанците остануваат неизвестни. При тоа се спомнуваат протестите во Ѓорче Петров по убиството на едно македонско момче и по пресудата на 6 мина албанци за убиството на 5 луѓе во близина на Скопје во 2012 година. Властите во Македонија, како што се наведува, не успеале да спречат и да заштитат припадници на ромите, но и на ЛГБТИ заедницата од дискриминаторски напади. Амнести посочува и на тоа дека по 6-ти пат била одложена препораката на Европската комисија за почеток на преговорите за пристапување на Македонија кон Европската унија. Што се однесува до светот, Amnesty International соопшти дека 2014 била катастрофална година за милиони луѓе и го осуди, како што оценува, срамниот и неефикасен глобален одговор на конфликтите и кршењата на човековите права од страна на владите и вооружените групи. Насилствата доведоа до една од најстрашните бегалски кризи во историјата, при што бројот на раселените е над 50 милиони. Нашиот извештај за оваа година обезбедува прилично шокантни детали за ужасно насилство и кршење на човековите права со кои се соочија цивилите од Сирија до Украина, од Нигерија до Газа. Но досегашниот одговор беше лош, ние велиме срамен, изјави генералниот секретар на Амнести Салил Шехти на пресконференција во Лондон, додавајќи дека во тоа своја одговорност има и Советот за безбедност на Обединетите нации. Амнести бара од владите да запра да се преправат дека заштитата на граѓаните е надвор од нивната моќ и да прифатат суштински промени во начинот на кој се справуваат со кризите. Во извештајот се осудуваат двете страни во конфликтот во Источна Украина за ситуацијата со цивилите таму. Исто така се наведува дека во минатата година вооружени групи вршеле злоупотреби во 35 земји, а како голема опасност се посочуваат милитантите на Исламската држава.